Sky е формирана во 2014 година, со тоа што одлучивме да го официализираме во бизнис, она што уживаме да го работиме во слободно време. Така започнавме во просторија од 5 квадрати со 2 половни компјутери и сон да го освоиме светот. После 6 годишни студии и многу дополнителни обуки и семинари, Fujiden започна да работи во 2004 година во изнаемен простор, со основна опрема за работа, но со голема храброст и визија за напредок и развој. Мојот пат во претприемаштвото започна малку поразлично од класичниот начин преку реализација на бизнис идеја. Кодекс компјутери е формирана во сега веќе далечната 1998 година, а јас се приклучив на компанијата како вработен една година подоцна. Од 2002 од страна на тогашните собственици ми беше понудено партнерство во компанијата, што во тоа време беше можеби пионерски потек на овие простори, а за мене уникатна можност за да навлезам во претприемачките води. Бизнис идејата ја добив за време на економски факултет, кога добив задача семинарска да направам истражување за мобилниот маркетинг. При истражувањето кое што го изработив, утврдив дека нема таква бизнис во Македонија па ни на Балканот, и со тоа уште на 21 година се потикнав да ја започнам Advert SMS, првата мобилна маркетинг агенција во Македонија и пошироко. Првиот најголем предизвик како млад стоматолог беше индивидуалниот пристап и одговорноста за поставување на правилна диагноза и обезбедување на правилна и соодветна терапија на секој пациент, без да се наштети, но и без оглед на финансискиот бенефит во тоа време. Следните предизвици беа завршување на специјализација по ортодонција и постојаните крупни инвестиции во нова и најсовремена апаратура за пружање на топ квалитетни услуги, кои ни помогнаа во градење на брендот и во зголемување на семејството на задоволни пациенти. Најголем предизвик за мене беше да ги менаџирам сите работни позиции кои ги работев кога бевме стартап. Како претприемач, особено во почетниот развој, мора да бидете спремни да работите многу различни позиции во компанијата. Така некогаш сте маркетинг менаџер, некогаш работите продажба, но секогаш сте спремни за нови предизвици и надградување на своето знаење. Бидејќи мојот бизнис го започнав на 21 година, главен предизвик ми беше што немав никакви бизнес вештини. Како се изготвува фактура, како да се направи состанок, како да се продава. И за среќа, во тој период во 2008 бев зачленет во бизнес инкубаторот Yes Incubator, каде што заедно со останатите претприемачи можевме заедно да ги развиваме нашите бизнес идеи. Како припадници на IT индустријата, која се карактеризира со висока динамичност, како најголем предизвик би го издвоил процесот на градење на ефикасна методологија за развој на постоечките и создавање на нови млади кадри, кои се есенцијален фактор за обезбедување на континуиран раст на една IT компанија. Како претприемач имам слобода да располагам со своето време како што сакам. Ме прави особено среќен тоа што пред мои очи гледам како од визија ја создаваме реалноста за нашите успеси. Но сепак најголема награда за мене е тоа што можам да кажам дека сум создал уште едно големо семејство наречено Sky. Најголем бенефит е слободата на одлучување, раководење и реализирање на идеи, а конкретно во мојата професија круна на се што работиме е насмевката на секој задоволен пациент. Како и сите претприемачи, првична мотивација за мене беше да бидам сам свој шеф. Бев млад и сакав да можам да учам додека работам и при тоа јас да бидам тој што ќе го диктира темпото со кое што ќе работиме и ќе ја развиваме компанијата. Чувството дека се создава или обезбедува нешто што некому е од голема помош или му решава некаков проблем, континуираното учење и унапредување, можноста за менторство и развој на вработените, но истовремено и размена на знаење и искуства со нив. За мене тоа се некои од најголемите придобивки што една личност може да ги добие од претприемаштвото. Секој млад човек кој сака да започне собствен бизнис не смее да штеди на едукација, многу да се вложува во себе си, да биде истраен и храбар, да направи добар тим околу себе, напорно да работи, да биде отворен кон промени и успехот ќе биде неизбежен дури и тука во Македонија. За сите што сакаат да започнат бизнис, би ви препорачал да имате бар страст за тоа што сакате да го работите. Бидејќи, како претприемачи и како собственици, сигурно ќе наидете на премногу препреки. Меѓутоа, доколку сте страствени за бизнис идејата, ќе најдете начин како да ја надминете таа препрека. Доколку бизнисот го почнувате само заради пари, тогаш при првата препрека ќе се откажете и ќе речете тоа пробав. Предприемачите представуваат моторна сила на денешниот свет. Елементарен совет за младите би бил пред се да веруваат во себе,
во своите способности и во своите идеи. Денес живееме во капитализам кој што со глобализацијата ви дава можност да ги реализирате сите своји идеи, без оглед колку и да се луди. Моменталната криза во прв момент може да расколеба многу млади визионери да започнат со реализација на своите идеи. Сепак искуството покажува дека секоја криза создава нови можности. Поради тоа би им препорачал на сите млади луѓе, доколку имаат идеја за започнување на бизнис, да бидат храбри, упорни и да се одважат да започнат со реализација на својот сон, но при тоа да бидат внимателни со своите одлуки и пред се трпеливи, бидејќи успехот не е цел која инстантно се постигнува.